Внимавајте, ѕидовите веќе немаат само уши, може да имаат и пари. Ако порано поговорката ѕид ѕидосано, варвар осано означуваше јајце, по случајот со судијата Ристов тоа има сосема друго значење. Добре дојдовте во Наркос, сезона 4. Сте гледале оваа серија? Во неа наркобосот Пабло Ескобар парите заработени од дрога ги криеше во ѕид. Кога го убија, неговите луѓе од Оверба им кажаа на истражителите каде се скриени парите. 500 милиарди долари беа скриени во ձид во една од неговите резиденции. Сега барем знаеме кој им е идол на нашиве судии и обвинители. Судијата од апелација Ѓоко Ристов во викендицата на неговите родители во Неготино созидал 350.000 евра. Си мислам каква изолација имаат тие ѕидови и како не му беше страв да не фатат влагаат толку пари, а лауда му е на мајсторот. За да биде филмот потполн и во стил на Ескобар, на судијата му се губи трагата. На работа рекол дека ќе земе неколку дена боледување, а не се јавувал ни на мобилниот. Ние барем знаеме како завршуваат овие филмови, сме ги гледале неколку пати. Ристов за неколку дена гарант ќе пише статус на Facebook како Артан Груби да не му вадат муабет дека избегал и дека ќе се врати за неколку дена. Или пак може, како Васко Ковачевски, нема ништо да пише за поздрав. Ако судијата навистина киднал во Македонија, не избегал само тој што не пробал. Лидерска средба ли беше, саем за автомобили ли беше? Политичките лидери како да се надпреваруваа кој ќе дојде со полуксузен автомобил на средба на која една од темите беше законот за прекршоци и проектот Safe City. Мерцедес, Шкода, Ауди се возилата во кои се возеа лидерите. Сепак, ниту едно возило не може да се спореди со БМВ-то на лидерот на БЕСА Билал Касами. Тој дојде во БМВ седмица, имал Билал стил, нема што. Ова БМВ во зависност од опремата чини и до 150.000 евра. Ама не, немојте ни да помислите дека тоа е возило на Касами. Го зело другар, зашто неговото било на сервис. Добро бе, кој дава во денешно време така скапа кола, па нека е и најдобар другар. Знае ли тој другарот на Касами дека со Safe City, ако шоферот на Касами крене над 50, казната ќе дојде директно кај пријателот? Ама па што има врска? Другарството е важно, без другари е тажно. Ако треба и казна ќе се плати. Што се 50 евра на таа пара? Кога сме кај лидерската, нешто и да ги пофалиме лидерите. Одамно немало ваква средба без на крај да се испокараат како мали деца. Се согласија да се укине пржинската влада. Еве, за да му направат атер на Филипче, таа ќе остане и за следните избори, а потоа ќе се укине. Венко може да биде спокоен. Кога и да бидат изборите, негови министри ќе бидат 3 месеци на власт. 3 месеци, а ич, кој ти дава? Тие онака на победа на избори не се надеваат, туку дека некој друг ќе ги црпне, односно ќе ги донесе на власт. Филипче го напушти дури и неговиот коалициски партнер Али Ахмети. Каков европски фронт пеа, жал ме фаќа што веќе не се заедно. Филипче и без да дојде на лидерска е главна тема за муабет. Не заарно, се разбира. Жан Митрев јавно го обвини дека заедно со другар му Заев сакале да му ја земат клиниката. Јас не знам дали е тоа точно, ама Венко многу се налути и се закани дека ќе го тужи докторот за клевета. Како работел Венко најубаво опиша Боки 13 со кого едно време беа шајка. Боки објасни дека Венко ништо не работел за џабе додека беше министер за здравство. Кармата наречена Македонија полека ги стигнува сите бугарски политичари. И живувањето врз нас ги пензионираше Бојко Борисов, Кирил Петков, Красимир Каракачанов и сега најново оставка најави и председателот Румен Радев. Како тргнало, ќе им останат уште оние будалетинкине Андреј Ковачев, Ангел Џамбаски и Костадин Костадинов. За крај, да ги прашам оние суди и обвинители кои имаат 2% доверба и кои се жалат дека им се прави притисок. Си ги проверивте ѕидовите дома, како што сте опуштени дека никој ништо не ви може, мало невнимание и ќе треба и вие да ги рушите. Кој ќе го собере шутот на крај? И градежниот и судско-обвинителскиот?